Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Он им рече: не плачете, таа не е умрена, туку спие. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Со своето воскресение Господ Исус Христос ги победи двата најголеми непријатели на човечкиот живот и човечкото достоинство – смртта и гревот. Овие два непријатели на човечкиот род родени се уште тогаш, кога првиот човек се оддил од Бога, погазувајќи ја заповедта за послушност кон својот Творец. Може би и затоа човекот од секогаш се плашел од феноменот наречен смрт. Зашто разумот, потемнет од гревот, не можел да ја свати во потполност суштината на смртта. Па оттука следуваат и човечките солзи, плачења, лелекања, секој пат кога ќе дојдеме во допир со неа. И денешниот евангелски настан од Христовото време не доближува до тој наш непријател, смртта. Но овој пат, оваа средба со смртта е пропратена со присуството на Спасителот Христос во овој настан и со неговите утешителни зборови упатени до Јаир, таткото на умреното 12-годишно девојче, до неговото семејство и неговите пријатели, а кои зборови гласат: не плачете, таа не е умрена, туку спие. Древните христијани смртта не ја сваќале како крај и конечен пораз, туку како почеток. Смртта за нив представувала врата која се отвора и која допушта влез во вечноста. За разлика од нив, евреите, од чиј род бил и Јаир и неговото семејство, но и поголем број од денешните христијани, немале вакво мислење и сваќање за смртта. Свети Јован Златоуст во една молитва се обраќа кон Бога да ни подаде постојано сеќавање на смртта. Кога ова ќе му се каже на современиот човек, кој е сличен на неверниците од Христовото време, тој би реагирал одбивно и со гнасење, па оттука за него се туѓи и нелогични зборовите на црквата. Да замислиме на што би личал секој момент од нашиот живот кога би биле свесни дека тој би можел да ни биде и последниот, дека ни е подарен заради достигнување на некој вид на совршенство. Дека зборовите кои во тој момент ги изговараме се нашите последни зборови, па затоа тие мора да ја изразуваат сета убавина, сета мудрост, сето знаење и сета љубов која сме ја стекнале во текот на животот. Ако ние сме барем малку свесни што представува секој момент од нашиот живот, тогаш и нашето живење би имало таква силна и длабочина, што на друг начин не би можеле да ја добиеме. Ние се движиме од минатото кон иднината и речиси никогаш вистински не ги доживуваме моментите на сегашноста. Од овие зборови заклучуваме дека смртта, помислата на смртта, сеќавањето на смртта е единствената сила која е способна да го направи нашиот живот да биде интензивен, активен и творечки. Денес, кога присуствуваме на настанот на воскреснувањето на Јаировата ќерка, ние не можеме да размислуваме за смртта како за возвишен или пак несреќен настан. Сваќањето за смртта, кое денес ни го дава Господ Исус Христос, е многу посложено. Накратко, заклучуваме дека Бог не створил за смрт и уништување, туку не створил за вечен живот. Не повикал за бесмртност, и тоа не само за бесмртност преку воскресението, туку и за бесмртност која не ја познала смртта. Смртта дошла како последица на гревот. Дошла зашто човекот го изгубил Бога и избегал од него, и затоа што побарал патишта по кои се би можел да постигне
без Бога и независно од Него. Во моментот кога човекот му свртил грб на Бога и кога погледнал во бескрајот пред себе, за него повеќе не постоел Бог. И бидејќи Бог е единствен извор на животот, на човекот не му преостанало ништо друго, освен да ја вкуси смртта. Секојдневно сме сведоци дека кога некој ќе умре, сите сме во жалост, исполнети со солзи и тага по починатиот. Така било и во домот на Јаир, како што слушнавме од денешното свето Евангелие. Гледајќи ги овие жални моменти во нашиот живот, ние со ужас можеме да заклучиме дека во краен случај гревот е оној вистински виновник кој ги усмутува луѓето, но ние можеме и да го негираме фактот дека смртта ја примаме како последен збор, како последен настан во нашиот живот. Со право плачеме по починатите, бидејќи смртта не би требало да ја има. Од друга страна пак, можеме и да се радуваме за починатите, бидејќи за нив почнува нов, вечен и слободен живот. Затоа е подобро да плачеме за себе и над себе, заради чувството што повеќе во овој живот нема да бидеме во нивна близина, но истовремено мораме да го научиме и запаметеме она кое Стариот Завет го предвидел и предскажал кога рекол: љубовта е јака како смртта. Таа иста љубов никогаш не дозволува споменот за саканите ближни да исчезне, туку секогаш го чува во нашето срце. Православната црква учи и исповеда дека воскреснатиот Господ ја победи смртта, но сепак многумина се прашуваат зошто луѓето се уште умираат. Секој кој влегува во овој живот низ мајчината утроба, тој од овој живот излегува низ смртта и гробот. Тоа е правило и закон. Разликата е во тоа што за нас, православните христијани, кои во Христа умираме, смртта не е повеќе мрачна бездна, туку раѓање во нов живот и враќање во својата татковина. Гробот за нас повеќе не е и не смее да биде вечна темнина, туку само еден излез на кој не пречекуваат Божјите светли ангели. Затоа во право е блажено починатиот епископ Гаврил Светогорец кога вели дека не треба крајот на животот да го гледаме во темниот отвор на студениот гроб, туку во смртта да гледаме триумфална порта низ која се влегува во нов живот, во Царството Небесно, приготвено за победниците над злото во светот, за сите оние кои се исполнети со љубов кон човеколюбивиот Господ. Гробот постанал само последна пречка и таа пречка слаба како пајажината за да стапи во присуството на Бога. Затоа светиот апостол Павле извикува: за мене животот е Христос, а смртта придобивка. Со Христовото воскресение гробот повеќе не е длабока бездна, бидејќи Он го исполни со самиот себе, ниту е повеќе мрачен, зашто Он го осветли, ниту гробот е стравотија и ужас, бидејќи не го означува крајот на животот, туку почетокот, ниту гробот е наша вечна татковина, туку само врата за влез во вистинската татковина. Токму затоа Господ Христос им рекол на присутните во домот кај Јаир: не плачете, девојчето само спие, зашто смртта во Божјото присуство е обезсилена. Разлика меѓу смртта пред и по Христовото воскресение е како разлика меѓу еден страшен пожар и пламенот на една свеќа. Епископ Николај Велимирович: што губи верниот човек во гробот, ако не е само еден покров на телото, која обвиткувал неговата бесмртна душа и ја криел од неа незината вистинска татковина? И што при таа чудна промена во животот,
човекот остава зад себе, ако не само земните распадливи нешта кои пречат на вистинската среќа и ги намалуваат нашите вистински радости. Затоа за православниот христијанин денот на смртта е подобар од денот на раѓањето, бидејќи во темнината на смртта се крие некое друго раѓање за нов живот, кој е милиони пати подрагоцен од земниот и минлив живот. Кога човекот преку смртта ќе се ослободи од земните врски, тој набрзо ќе го запознае вечното блаженство на небото, подготвено за праведниците уште од создавањето на светот. Затоа да престанеме да се плашиме кога ќе го здогледаме гробот, бидејќи ние сме создадени и препородени за бесмртност. Почесто да го вперуваме погледот кон небото и на тој начин да се исполнуваме со голема надеж. Почесто да мислиме за смртта, бидејќи таа ни го отвора патот кон славата. Ако ние понекогаш ја заборавиме смртта, да бидеме сигурни дека таа нас нема да не заборави. Ние и припаѓаме неа уште од своето раѓање во грев. Нејзината добивка никогаш нема да избега. Дека таа ќе дојде, тоа е сосема сигурно, но денот на нејзиното доаѓање е неизвесен. И затоа да мислиме на смртта, за да бидеме подготвени да ја дочекаме во секое време од нашиот живот, па на таков начин да тргнеме во средба со нашиот Бог. Амин. Господи Исусе Христе, Сине